26-годишник од Охрид е последната жртва на македонските патишта во изминатите 24 часа. Загинал во сообраќајка на патот кон Свети Наум во охридската населба Рача. На 8 март во 13:45 часот во СВР Охрид било пријавено дека се случила сообраќајка помеѓу моторцикл Кавасаки управуван од 26-годишниот ЈЦ и автомобил Мазда управуван од 76-годишниот ДН од Струшко Враништа. Во несреќата на лицеместо починал мотоциклистот, се вели во соопштението на МВР. Во меѓувреме, полицијата секојдневно пишува стотици казни за сообраќајни прекршоци по градските улици. Најчести се возење во алкохолизирана состојба, непропуштање пешаци, управување возило без дозвола, пречекорување на дозволената брзина. Се казнуваат и пешаци. Во Бирото за јавна безбедност сметаат дека засиленото присуство на полицијата влијае врз бројот на несреќи, иако, како што велат, ниската сообраќајна култура се уште одзема човечки животи надвор од градските средини. Каде што се зајакнати полициските патроли, бројот на сообраќајни незгоди е намален, бројот на прекршоци е намален, бројот на детектирани и потенцијални прекршители е зголемен. Значи полицијата, односно мерките кои што ги применуваме, си дават соодветни ефекти. Меѓутоа, културата сообраќајна мора сите да ја промениме. Ние може да бидеме и на секоја точка, ако некој кој ќе помине сообраќајната патрола повторно вози како да ништо нема, навистина е тажно за сите нас. За намалување на бројот на несреќи и сообраќајни прекршоци, полицијата во соработка со локалните власти и јавното претпријатие за државни патишта, вели Јанев, работат на подобрување на хоризонталната и вертикална сигнализација. Во завршна фаза е поставувањето и на камерите од системот Безбеден град, кој се очекува од почетокот на идната година да испраќа казни на домашна адреса. Сетот на законски измени веќе се пуштени во владина процедура, дел се уште се размислуваат и дел се уште се, како да кажам, од функционален аспект се проверуваат дали сето тоа може да биде, а од технички аспект најголемиот дел е завршен. Како дел од автоматизираниот систем за детекција на сообраќајни прекршоци, во тек е собирање податоци за сопствениците на возила. При регистрација задолжително се бара мобилен телефонски број и електронска пошта, на кои подоцна возачите ќе добиваат известувања за прекршоци регистрирани од камерите. Зоран Јаневски, Сител телевизија.